Балкански брендови кои помагаат во окупацијата, српски транспортни компании кои пренесуваат палестински затвореници или израелски шпионски системи кои го следат Балканот. До 7 октомври 2023 година не беше познат целосниот обем на израелското влијание на Балканот. Затоа тимот новинари на ТРТ Балкан ги истражува и известува за фактите што го поврзуваат овој регион со геноцидот што се одвива пред очите на светот во последните 2 години. Пишувавме за локални транспортни компании, глобални брендови, безбедносни мрежи и политики. Да се потсетиме на дел од овие случаи. Теренско истражување на окупираниот Западен брег. Ги документиравме израелските злосторства од прва рака и разговаравме со луѓе од Балканот кои живеат таму. Од 7 октомври нивните животи се променија, станаа потешки, поопасни, понеизвестни. А за да се спроведе окупација и геноцид, потребна е силна економија. Беа представени бројни балкански компании, поврзани со глобални брендови кои работат во Израел, со што се поддржува економскиот систем која возможува нелегалната окупација на палестинските територии. Економијата е еден столб на окупацијата, на друг, подеднакво важен, е транспортот, оној што го движи оружјето, војниците и затворениците. Пример е српската транспортна компанија Кавим, која работи во градовите Нови Пазар, Чачак и Врање, а чии автобуси на западниот брег превезуваат нелегални мигранти и палестински затвореници. Потоа следеше Аркија, израелската авиокомпанија, што ја отвори првата директна линија до Босна и Херцеговина и покрај фактот што многу земји ги затворија своите врати за израелските туристи. Но не станува збор само за туризмот. Само еден ден, по 7 октомври, оваа авиокомпанија бесплатно ги врати резервистите во Израел, за да учествуваат во нападите врз Газа. А потоа следеше транспортот на оружје. Бродот Катрин, кој пловеше во Јадранското море, превезуваше експлозиви наменети за Израел. Траги од војната може да се најдат и во Јадранското море. Потоа влијанието се протега и врз безбедносните мрежи. Балканот со години е полигон за тестирање на израелските разузнавачки технологии. Експертите ни објаснија како функционираат овие мрежи во регионот, како тие следат, манипулираат и шират страв. Додека израелското влијание во економијата, транспортот и безбедноста беше очигледно, културните проекти служеа за покривање на сето погоре наведено. Израелските амбасади и културни проекти се обидоа да го обелат имиџот на земјата со одобрение на локалните власти. Сите овие приказни, кога ќе се поврзат, откриваат една шема. Израел, кој спроведува геноцидна кампања, се обидува на секој начин да го прошири своето економско, културно и воено влијание, со цел да го обели сопствениот имидж. И така, кога се зборува за геноцидот во Газа, тоа не е нешто далеко. Зборуваме за систем чии траги се видливи тука, на Балканот.